Во Тетово во 2014 година се отворија 3 големи трговски центри и многу слични деловни објекти, но според економските показатели нема значајно намалување на невработеноста. Салајдин Идризи од Агенцијата за поддршка на предпријатија објаснува дека во Тетово новите трговски комплекси создале нови работни места, но од друга страна токму поради нивното постоење биле затворени помали продавници. Добро што се отварат вакви големи супермаркети, бидејќи ова е добро за потрошувачите, каде можат на едно место да ги најдат сите неопходни потребни производи и така да не шетат по многу други помали продавници. Меѓутоа, една добра страна на овој начин, меѓутоа, јас не би рекол дека ова го подобрува вработувањето, бидејќи ова автоматски придонесува дека ќе имаме стварно многу вработување во тие големи супермаркети, а од другата страна ќе имаме многу затворени од малите супермаркети. Значи, едните се затворат, другите се отварат и доаѓаме во иста бројка на вработени или невработени лица. Затоа јас сметам дека ова е добро само за потрошувачите, каде имат поголеми понуда, по-конкурентни цени, по-ниски цени и така за домаќинствата е подобро. Али не е решавање на проблемот на невработеноста. А што се однесува до невработеноста, јас сметам дека треба да се отварат многу производствени капацитети, која и тоа треба да бидат експортно ориентирани. Зошто тоа придонесува за развој на стопанството на нашиот регион и воопшто на државата. И затоа ние треба повеќе тука и владава и општината повеќе да размислуваат на овој правец. Неговиот колега Неби Јусуфи објаснува дека голем број поранешни фабрики со по неколку илјади работници не работат, а нема ниту отворање на нови, иако во Тетово има една од технолошко-индустриските развојни зони. Повеќе производствени капацитети се основа за повеќе луѓе да најдат работа. Трговските центри нудат повише во секторот на услуги, да кажеме на текстилни производи, домашни производители и од странски производители, но вообичајно се повише концентрирани на понуда и поборувачка на услужна дејност. Што е различно од, да кажеме, реалниот сектор или производството, каде што генерирањето на нови работни места е поголем. Технички, ако се направи производство, во самиот ланец на реализирање на производството од добавувачи, произведувањето, продажбата, самиот зинџир на реалниот сектор овозможува отворање на поголеми работни места, поголем по број. Но, зашто да не и во оваа област и услугата е се позастапена, да кажеме како дел од развој на економијата, модерната економија и овие области придонесуваат кон отварање на нови работни места. Аналитичарите сметаат дека во Тетово има голем потенцијал за развој на фабричкото производство поради можноста печалбари да вложуваат, како и да се искористи тоа што регионот има бројно население, кое би требало да се доквалификува. Зошто додека ние имаме доста печалбари кои од странство инвестирале, имаат многу добри производи кои се експортират и денеска од Тетово, имаме потенцијал ние уште повеќе да ги влечеме нив, да им даваме поволни услови, да инвестират во нашиот регион и така да бидеме и производствена, повеќе да имаме производствени капацитети. Јас сметам дека еден проблем е тоа, а другата страна имаме проблеми и во системот на образование, бидејќи произведуваме кадри кои веќе не се им потребни на предприемништвото, на стопанството, бидејќи тука имаме економисти, правници и да не зборувам и други правци кои веќе се преполовени во пазарот. Спрема нашата анализа, гледаме дека во фирмите барат повеќе машински, електроинженери и други капацитети кои многу недостасуваат во пазарот. Ако би се ориентирале, нарочито средното образование, каде би излегле квадри кои имат практична настава, не само теоретска, јас сметам дека многу подобро ќе биде за нашиот регион. Тука ќе имаме нови вработувања, нови инвестиции во друг правец, наши и во индустријскиот смер, не само во трговијата. Мислим дека овие се неопходни чекори кои треба да се преземат и внатре од општината, исто така и од страна на владава.
Во текот на оваа година ние направивме и анализа на пазар на труд за тетови и за гостивар и тука се гледа дека недостасуваат заначлиските дејности и недостасува изведување на практичната настава во овие области. Значи треба да се размислува во правец на изведување на разни практични обуки за овие заначлички дејности, се со цел да се одговори на потребите на пазарот на трудот во нашиот регион. Во Тетовско како невработени се евидентирани околу 13.000 луѓе.